Уште еден млад живот е изгубен на патиштата во регионот по низата сообраќајни несреќи што се случија од почетокот на оваа година. Овој пат жртва е 34-годишниот ДА од селото Бели, кој со автомобил Ford Focus што го управувал слетал во коритото на Траканска река, непосредно до мостот што се наоѓа пред влезот во селото Тракање. Несреќата се случила во вторникот околу 22 часот на магистралниот пат Кочани-Штип, при што загинатиот со возилото се движел од Облешево во правец на Кочани. Трагите што ги оставил автомобилот беа видливи и из утрината, а од секторот за внатрешни работи потврдија дека ударот во брегот на реката бил со трагични последици. Во незгодата на лице место починал возачот, а смртта ја констатирал доктор од итната медицинска помош од Кочани. Увид на местото на незгодата извршиле полициски службеници од полициската станица Кочани. Се работи на расчистување на случајот. За неполни 2 недели ова е втора жртва на магистралниот пат А3, откако на само неколку стотини метри од местото на оваа сообраќајка загина велосипедист од Мојанци како последица од повредите здобиени по удар од автобус. Поради зачестените сообраќајни несреќи со жртви, со тешко телесни повредени и голема материјална штета, од полицијата упатуваат апел за почитување на законските прописи. Секторот за внатрешни работи Штип ќе продолжи со засилени контроли заради спречување на прекршоците, како што се управување на возила под дејство на алкохол, брзина над дозволената, непочитување на правенство на минување на возила и пешаци и слично. Апелираме до сите возачи да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, не само за да ги избегнат плаќањето на казните, туку заради зголемување на безбедноста на патиштата на сообраќајот. Освен двете сообраќајки кај Кочани, кај кои имаше и 2 жртви, од полицијата потсетуваат дека пред неколку дена во близина на Крупиште имаше тежок судир на 2 автомобила, во кои со тешки телесни повреди се здобија 4 лица.